Ете така, многу конструктивен прилог, а и она што во продолжение ќе го видиме, ќе биде навистина значено, бидејќи дигитализацијата е дел од секојдневието и се повеќе зазема простор во она што се нарекува префрлање на услуги од печатана во електронска форма. Затоа колку се важни смарт лиценците, ќе дознаеме од разговорот на нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска, која во моментот ја имаме на линк. Добро утро, Ивана. Добро утро, Оливера. Поздрав до тебе, поздрав и до сите наши гледачи. Ова утро ве поздравуваме од Министерството за дигитална трансформација. Роамен како дома е нешто што сите не интересирани леко кога патуваме, но и секако воведувањето на новите смарт лиценци, кои што се може да кажеме веќе во пилот проект во Министерството за дигитална трансформација. Од каков бенефит ќе бидат овие нови смарт лиценци и за тоа од кога ќе можеме да користиме Роамен како дома, ова утро ќе разговарам со Иван Илиовски, кој што е посебен советник на Министерот за дигитална трансформација. Иван, ќе ви посакам добро и убаво утро. Нешто што е најново, имплементирано веќе од минатата недела, новите смарт лиценци, односно воведувањето на смарт лиценците. Каков е бенефитот за луѓето, за граѓаните од воведувањето на оваа нова дигитална услуга? Добро утро. Воведувањето на смарт лиценциите како примарен бенефит е намалувањето на бирократијата, односно поставувањето на човекот во центарот на институциите, а институциите да работат во служба на граѓаните. Односно со смарт лиценците добиваме транспарентност во форма на QR код, со скенирање на QR кодот ги добиваме потоците во реално време, добиваме електронска, односно оптимизиран процес, електронски и полуавтоматизиран процес на издавање и аплицирање на тие лиценци и транспарентност и одговорност, односно секој чекор се следи од страна на граѓаниот, имаме реално време до каде е лиценцата, дали е издадена и така натаму, и кој ја издал и логови и трагови за секоја лиценца. Тие се примарните бенефити. Да, колку не е подготвена нашата администрација за воведувањето на ова нова дигитална услуга? Да бидеме реални, тоа зависи од капацитетот на институциите. Дигитализацијата нема да се случи преку ноќ. Ние како министерство работиме напорно. Пилот проектот, односно веќе е и имплементиран за смарт лиценците за доверливи услуги и е имплементиран во Министерството за дигитална трансформација и голем чекор е имплементацијата на смарт лиценците во Министерството за економија. Во Министерството за економија се работи за издавање на лиценци за продажба на алкохол, за категоризација на хотели и за лиценци за ноќни клубови, бар и дискотеки. Во фаза сме на тестирање, значи последна фаза предпродукција, а во Министерството за дигитална трансформација, како што најавивте вие, веќе се имплементирани, веќе од овој месец може и да се аплицира на порталот услуги за тие лиценци. Како се покажа во изминативе неколку недели, пред се ажурноста на граѓаните да користат, да знаат за што станува збор, но и колку е ефикасна оваа алатка? Бидејќи преференцијата за аплицирање за овие лиценци кои ги издаваме ние како министерство е многу мала и побарувачката е многу мала, бидејќи тие лиценци се издават на подолг период, се работи за лиценци, односно сертификати за електронски печат, електронско плаќање, електронски архиви. Не можеме точно да определиме како бројка колку е бенефитот или кои се придобивките, но најголем бенефит би имале граѓаните, би го согледале по имплементацијата на лиценците во Министерство за економија, бидејќи само со едно скенирање на QR кодот, тој нема да добие електронски документ, туку би добил реални податоци директно од регистрите каде што се сите податоци за правното лице. Кои се клучните предности на новите, односно на доверливите услуги? Како што напоменав, оптимизацијата на процесот беше примарна работа, бидејќи аплицирањето го направивме електронски на порталот на услуги, прекачувањето на документи е исто така на порталот услуги,
минимизиравме прикачување на документи, односно сите податоци и документи кои може да се прибават од некоја друга институција би се повлекле автоматски преку платформата за интероперабилност и се намалува товарот на граѓаните, односно шетањето од институција по институција. Втор втор бенефит е самото скенирање, односно платоците кои ги добиваат real time во реално време, да за самата лиценца, односно информацијата за правниот субјект. Да, верувам дека сите оние кои што треба да ги обноват своите лиценци, наскоро ќе можат, нели, оние кои што сакаат да отворат нови, нели, да издадат, односно да си земат нова лиценца, ќе можат тоа многу полесно и едноставно да го направат преку Министерството за економија. Оно што ги интересира некако сите нас како граѓани, за проектот Roaming како дома, нешто што така повеќе се активира можеби во летниот период, каде што граѓаните ги користат своите годишни одмори, повеќе се патува, па кога може да се случи и имплементацијата на овој проект. Со формирањето на Министерството, еден од главните приоритети беше проектот Roam Like at Home, Roaming како дома. Формиравме групи, односно акцијски план со точно зададени чекори, временски рокови и одговорни лица. Можам да се пофалам дека тој акцијски план го завршивме целосно по препораките на Европска унија, ги донесовме законот за електронски комуникации, сите 5 подзаконски акти, испратени се до Европска унија за мислење, па како правен пакет очекуваме да дадат мислење, па тоа би бил последниот чекор пред преминување на дискусии и договори меѓу институции и оператори. Се надевам на почетокот на 2027 веќе би можеле да користиме тие бенефиции. Да, ќе почекаме уште некоја половина година. Здравија Боже. Кои земји се вклучени? Каде ќе можат граѓаните, во кои земји членки на Европската унија ќе можат да користат Roaming како дома и што се вклучува, нели, ова мерка, она што знам дека многу ги интересира граѓаните? Примарниот пакет се вклучени земјите од Европска унија, мислам 27, дополнително може да се користи роамингот и во Украина и Молдавија од оваа година, а како трет пакет кој би бил подоцна би се вклучиле се земјите од Западен Балкан. Земјите од Западен Балкан бевме како група за приклучување, но бидејќи секоја земја различно прогресираше во напредокот со Европска унија, верувам дека ние би биле меѓу првите, ако не и прва земја која би добила бенефитите од Roam Like at Home од земјите од Западен Балкан. Да, тоа вклучува дека граѓаните ќе можат да го користат телефонската линија, односно повиците, SMS пораките и интернетот, верувам, во ограничени количини по цени како дома. Би се рефлектирала пакетот би се рефлектирал, но би бил сличен како што моментално го имаме во земјите на Западен Балкан, односно политика на фер користење, но сепак тоа не зависи ни од државата, ни од Европска унија, зависи од операторите, институциите и правната регулатива која би се донела заедно со Европска унија. Значи би користеле повици, би користеле SMS пораки, а интернетот бил со политика на фер користење, бидејќи примарно е за туристи и за луѓе кои патуваат во Европска унија. Се надеваме наскоро, нели, и на добри вести од земјите членки со сите оние кои што ќе бидат дел од Roaming како дома, каде што ќе можат македонците кога патуваат да ја користат телефонската линија, односно да си користат по цени како дома. Јас ви се заблагодарувам, Иван, за вашето одвоено време. Верувам дека Министерството за дигитална трансформација и понатаму напорно како што до сега работевте во изминативе 2 години, дека ќе продолжите со истото темпо пред се за дигитализација на услугите, нешто што е болна и горлива точка, мислам дека за сите ние кои што не сакаме бирократија и многу документи. Фала ви многу. Да, Оливира, ние ќе ве поздравиме од токму од овде, од Министерството за дигитална трансформација, како што можете да слушнете во разговорот со посебниот советник на Министерот за дигитална трансформација, дека се вклучуваат многу нови работи овде, односно пред се овие дигитални смарт лиценци, кои што се од големо значење за граѓаните, кои што ќе можат веќе во Министерството за дигитална трансформација можат да ги користат, но се надева дека и во идната недела и во Министерството
Министерството за економија ќе може да се користи оваа дигитална услуга.